Припадници на македонската армија денеска поставија нова спомен плоча на банкината на автопатот Титово Скопје, која вчера беше отстранета од засега непознати сторители. Од одборот на бранители побараа да се пронајдат сторителите и порачаа дека никој не може да скрши толку спомен плочи, колку што тие може да постават. Не можат они да скршат толку плочи или да ги отстранат колку што ние можеме да наместиме. Меѓутоа, се играа со чувствата на родителите, на фамилиите на погинатите и на бранителите, а и сите граѓани на Република Македонија. Од таа гледна точка сакаме да апелираме да повеќе не го прават тоа. Нека најдат некоја друга забава или нека водат политика на друга страна, затоа што тие не биле криви што дошле тука и што тоа некој ги донел до таму. Да не ги превртуваат коските во гробовите, да ги остават мирно да почиваат затоа што ни тоа го заслужиле. Затоа, уште еднаш сакам да апелирам до органите на власта, бидејќи е шеста плоча која што ја ставаме, да смогнат сили, да ги најдат сторителите и најстрого да ги казнат. Истакна Мари Најдов од одборот на бранители. Од одборот апелираа што поскоро да се постава достојни спомен обележја во западниот дел на Македонија, каде за одбрана на државата припадници на одбраната ги положија своите животи. На 8 август 2001 година кај Карпалак во заседа загинаа 10 припадници на македонски бранители, сите од Прилеп. Вице-премиерот Бујар Османи денеска го мекна ставот во однос на најавената метла на премиерот Заев. Рече дека за разрешување и именување на министрите на крај треба да одлучат Заев и Ахмети. Османи истакна дека секој министер на Дуј одговара пред органите на партијата, но на крај дали тој ќе биде разрешен, одлучуваат Ахмети и Заев. Ние имаме политичка влада која сочинуваат политичките партии кои што имаат добиено мандат од граѓаните. Не се работи за експертска влада. Министрите на Дуј се избрани во партиските форуми на ДУИ и тие може да бидат разрешени од партиските форуми на ДУИ. Се разбира дека партнерството во коалицијата постои и доколку има било кој од лидерите на коалицијата забелешки по однос на функционерите на другиот коалиционен партнер, тие отворено ги кажуваат и донесуваат одлуки заедно. Меѓутоа, ние сме представници на ДУИ и представници на албанците во владата. Кога има чистка, кога вели премиерот има метла, го слушате тоа како премиер или како председател на СДСМ? Значи, коалицијата ја сочинуваат во главном двете најголеми политички партии, СДСМ и ДУИ. И по однос на составот разговараат и се договараат лидерите на политичките партии. Значи на крај има заедничко одлука. Апсолутно. Истакна Бујар Османи. Тој попладнево оствари средба со ректорот на Тетовскиот универзитет Вулнет Амети, а пред студентите на правниот факултет одржа презентација на проект за избор на најдобри есеи од тетовските студенти кои студираат на државните факултети. Така да започнавме една идеја да отвориме надпревар помеѓу студентите од државните универзитети преку есеи да ги представат нивните знаења за Европската Унија и перспективите и придобивките на државата за членство и најдобрите да бидат наградени со студиска посета во Брисел, организирана од страна на Секретаријатот за европски прашања со цел студентите од блиску да се запознаат со институциите на Европската Унија, со нашата мисија таму, со парламентот на Европската Унија и на тој начин да го почувствуваат Брисел, да ја почувствуваат европската идеја, бидејќи сметам дека токму тие студенти утре ќе бидат носители на самите преговори, но и самото членство. Истакна Османи. Тој рече дека со ректорот на Тетовскиот универзитет разговарале кои експерти од неговиот факултет може да учествуваат во почетокот на преговорите со Европската Унија. 46 годишен жител на Република Албанија завршил на скопските клиники по тепачка со 29 годишник од истата земја, а кои престојувале во куќа во Неготино Полошко. Во меѓусебната физичка пресметка 46 годишникот бил турнат, паднал и се здобил со повреди на главата, пошто бил пренесен во гостиварската општа болница, од каде итно е префрлен на комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Извршен е увид, а 29 годишникот приведен и задржан во полициската станица Гостивар за натамошна постапка.
Во полициската станица Гостивар ноќеска поради сомнение за непријавен престој на подрачјето и нелегална работа се приведени и задржани 4 албански државјани. Тие ќе бидат предадени во одсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија. Денеска околу 6 часот и 30 минути во СВР Тетово, граѓанин пријавил дека во местноста Бањиче во близина на угостителски објект во Тетово се наоѓа паднато машко лице облеано со крв. Лицето идентификувано и станува збор за 25 годишен тетовец, кој поради сериозноста на повредите веднаш е префрлен во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Во билтенот на СВР Тетово информации за најновата акциска контрола за непрописно и неправилно пристигнување, спроведена вчера на поширокото тетовско подрачје. Со контролата биле вкупно опфатени 40 возачи, од кои 17 непрописно пристигнувале. На 15 од нив изготвени им се прекршочни платни налози, а на 2 писмени опомени. При контролата биле откриени и 5 други видови прекршоци, кои биле заокружени со соодветни поднесоци. Петмина скопјани на возраст од 37 до 53 години загинаа во страутната сообраќајна несреќа што се случи вчера вечер пред влезот на Драчево. Несреќата се случила 15 на минути пред полноќ, кога автомобил Рено 5 со скопски регистерски таблици во кои се превезувале жртвите, од непознати причини преминал на спротивната лента на коловозот и директно се судрил со камион за превоз на отпад. Од здобиените повреди починале сите патници од автомобилот. Возачот на камионот преживеел, но со повреди е пренесен во болница. Увидните екипи на полицијата и на обвинителството до раните утрински часови правеле увид и прибирале докази. Двегодишно девојче почина откако вчера на паркинг на улица 23 октомври во Скопје. Во неа удрил автомобил Фиат Добло. Од ударот детето се здобило со тешки телесни повреди и со истото возило било пренесено во градската општа болница Свети Наум Охридски, каде му била укажана лекарска помош. За кратко детето им подлегнало на повредите. Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, а поради зголемената сообраќајна фреквенција деновиве, повторно апелира, односно им укажува на возачите секогаш и секаде да ја прилагодуваат брзината според условите на патот и да не ја доведуваат во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Покрај тоа им се советува исто така пред крстосници да ја намалат брзината и да овозможат првенство на минување, доследно применувајќи го десното правило на крстосниците на кои нема поставено сообраќајни знаци. Возачите се потсетуваат на законската обврска за задолжително користење на сигурносни појаси во возилата, кои се исклучително значајни за нивна и безбедноста на другите сопатници во возилото. Од Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај упатуваат и апел до родителите и роднините да не им ги даваат возилата да ги управуваат лица кои немаат положено возачки испит, зашто и тие ќе бидат соодветно санкционирани со прекршочни платни налози и парична глоба од 300 евра во денарска противредност. Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово во наредниот период ќе ги засили контролните активности и особено со почетокот на летните месеци, кога се очекува уште повеќе да се зголеми вкупната сообраќајна динамика во Полошкиот регион. Драмското студио Камелеон, кое функционира во рамки на Средното економско училиште во Гостивар, денес во Центарот за култура ја изведе мултиетничката драма Малата невеста. Представата се одигра пред полуматурантите од гостиварските основни училишта, како дел од активностите за промоција на Средниот образовен центар пред престојните уписи во прва година. Младите економисти се покажаа како одлични актери, кои успешно го задржаа вниманието на публиката, намамија насмевки и предизвикаа искрени аплаузи. Сценариото и режијата на Малата невеста ги направи професорката Габриела Петроска, која раководи со Драмското студио. Драмското студио Камелеон функционира во рамките на економското училиште повеќе од 15 години
и е мултиетничко драмско студио. Годинава ја подготвувавме театарската представа Малата невеста, оригинално сценарио, и ја искористивме да биде промоција за 9 оделенците од основните училишта. Се надеваме дека ќе испратиме добра порака на соживот, соработка, толеранција и разбирање, бидејќи само така може да одиме напред. Тоа е нашето мото, тоа е нашето видување. Преку забава и игра, мислам дека успеавме да го покажеме тоа, дека може и така да се размислува и да се работи. Позитивната енергија меѓу средношколците актери се насети и на самата сцена. За работата и соработката со нив, професорката Петровска вели дека се голем предизвик во кој вреди да се вложи труд и време. Предизвик, огромен предизвик. На моменти тешко, напорно, меѓутоа веќе следниот момент даваат нова енергија, нова сила и тоа е всушност причината што обстојуваме повеќе од 15 години. Представата се реализираше со поддршка на Младинскиот образовен форум. Во Средното економско училиште во Гостивар во прва година може да се запишат 442 ученици, во 5 паралелки со настава на македонски јазик, 7 паралелки на албански и 1 паралелка на турски јазик, според наставните планови и програми за економско-правна и трговска струка. Со црковно-народен собир денес традиционално се одбележа празникот Свети Атанаси Летен во патроната црква во село Фалише. Голем беше бројот на верници од селото и од околните населени места, кои дојдоа да му оддадат почит на символот на православието и заштитникот на селото, Свети Атанаси. Празнувањето започна со света литургија во храмот, која ја отслужи парохискиот свештеник Љубиша Блажевски. Свети Атанасије, велики архиепископ Александријски, е роден во Александрија 296 година и уште од детството бил наклонет кон духовниот позив. Бил џакон кај архиепископот Александар и го придружувал во Никеја на првиот Селенски собор. На овој собор Свети Атанасије се прослави со својата ученост, благочестие и ревност за православието. Тој многу придонесол за сузбивање на Ариевата ерес, како и за утврдување на православието. Тој го напиша символот на верата кој бил усвоен на соборот. По смртта на Александар, Свети Атанасије бил избран за архиепископ Александријски. Како архиепископ останал повеќе од 40 години, иако не бил цело време на архиепископскиот престол. Без малку, скоро целиот свој живот бил прогонуван од еретиците. Од царевите најмногу го гонеле Констанци, Јулијан и Валент, а од епископите Евсевије Никомидиски со уште многу други, а од еретиците Арија и неговите следбеници. Свети Атанасије бил принуден да се крие од гонителите дури во бунари, во гробови, по приватните куќи и во пустините. На 2 пати морал да бега во Рим. Дури пред смртта некое време проживеал мирно како добар пастир меѓу своето добро стадо кое вистински го љубело. Малку се светители кои биле така безобзирни оклеветени, така свирепо гонети како што бил Свети Атанасије. Но неговата голема душа поднела трпеливо се заради љубовта Христова и најпосле излегла победоносно над сета таа страшна и долготрајна борба. За совет, утеха и морална поддршка често пати одел ке Свети Антониј, кого што го почитувал како свој духовен отец. Човекот кој ја формулирал најголемата вистина морал и многу да страда за таа вистина, додека Господ не го успокои во своето царство, како свој верен раб 373 година.
Прославата на Свети Атанаси Летен продолжи во црковниот двор со благословување на пченицата и режење на кумските колачи од страна на митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Принесуваме дар, Христе Боже, во слава и чест на Светиот Атанаси Велики, примера бескрвна жртва, во светла да не се мислувате жртвени в името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Ете ви тоа лепче. Принесуваме дар, Христе Боже, во слава и чест на Светиот Атанаси Велики, примера бескрвна жртва, во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Честити благословени кумства, Светиот Атанаси да се моли за сите вас, да се застапува, да биде молитвеник, заштитник на вашите домови и на ова село. Чест и радост ми е што оваа година сум повторно со вас. Секогаш сум добро пречекан, како што личи, бидејќи сте одлични домаќини. За многу години живот. Традицијата на празнување на Свети Атанаси Летен во ова населено место трае одамна, а жителите се трудат секоја година да ја продолжат како што доликува, со црковно-народен собир. Јас се викам Стојаски Милисав, клисар домаќин на црква во село Фалише, на црква Свети Атанаси Летен. По овој празник уште одамна почна да се празнует на оваа црква, некаде до 85-86 година, како и други години, така годинава, традицијата си тече редовно, за да се прославува како и сите години, така и годинава, да се прослави овој празник Свети Атанаси Летен. Потоа, до овој празник Свети Атанаси Летен се одбираат кумови од сите страни на селото, или пак има некој доброволец, исто и доброволецот може да присуствуват, за да бидат кум. Има желба сите да изразат желба да бидат кумови. Се завршува литургијата, сите церемонии има музика, едно друго. После 11-12 сатот се канат сите гости од страни, после домашните, на ручек у трапезарија. После ручекот настапува веселба музика, исто и вечерта музика си имат, и на помош дека ни Свети Атанаси Летен живи и здрави весели. Традиционално по повод патрониот празник на црквата Свети Атанаси во Фалише, за сите присутни верници од страна на годинишните кумови, беше приредена братско-сестринска трпеза на љубовта, благословена од владиката господин Јосиф. За новогодите честите благословени кумства, порадосни подесите секаде. Со музика во живо, со песни и ора, прославата на денешниот празник продолжи до доцните попладневни часови. Времето денес беше променливо облачно со сончеви периоди. Температурите се движеа во интервал од 4 до 18 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно и нестабилно време, со врнежи од дожд и грмежи, локално во форма на невреме со засилен ветер и појава на град. Температурите ќе се движат во интервал од 4 до 16 степени Целзиусови.